а за нелегалните градинки во кои што децата изучува верска настава и за кои во јавноста изминатиот период на големо се дебатираше. Во студиото на Телевизија 24 на оваа тема ќе разговараме со Мерсиха Смајловиќ од Легис. Добар ден за вас. Добар ден за вас. И Драги Змијанац Мегеши. Добар ден и за вас. Пред се првото прашање, Мерсиха, ќе почнам со вас. Дали и кои права на децата во ваков случај се нарушени? Значи, за кои права на децата се нарушени во нашата држава постојат институции кои што со документ би требало да излезат и да кажат што конкретно е нарушено, а веќе видовме денеска дека се огласија ресорните министерства. Значи, не би сакала да бидам во функција како потпарол на институцијата, значи на Сдруженијето Пчела кој што е послучено, но во овој случај јас сметам дека не се прекршени правата на децата, повеќе можам да кажам дека социјалните мрежи беа премногу груби кон овие деца и кон нивните родители, сметајќи дека ако сте припадник на некоја верска заедница или ако своите деца ги учите да го негуваат својот идентитет кој што во суштина е и нели јазик, нација и религија, дека вие правите нешто лошо. Напротив, повеќе можам да зборам кои правницата беа нарушени во однос на тоа како социјалните мрежи, како граѓаните реагираа на ова, отколку со самата институција, каде што просветниот инспекторат не забележа, а ние што можевме да видиме од сликите, условите во таа институција се каде подобри од тоа што го има во државните градинки во истата општина. Да, се ипак стануваше збор за градинка која не е регистрирана и која што од аспект на безбедност исто така беше посочено дека треба да се испита случајот. Значи, инспекторатот кога ги зема во вид сите нивни документи, бидејќи јас немам увид во документите на Сдруженијето, утврди дека тоа воопшто не било нели градинка, тоа беа зборовите на инспекторатот кои што ги слушавме пред почетокот на оваа емисија, каде што нема тип на едукација. Можеби сега овој случај ќе покрене што Сдруженијата имаат право да работат. Можеби како зборам од според законот за здруженија на граѓани и фондации, каде што не е регулирано кои надлежности ги имаат Сдруженијата, каде програмите, бидејќи неформалното образование во Република Македонија нема кровна институција која што треба да води грижа што се учи или што не се учи. Но моментите кои што вие ги наведувате спорни, за жал беа само некои слики кои што беа злоупотребени од Facebook страната, каде што родителите дале одобрение, бидејќи се огласија и родители на тие деца на своите профили. Она што беше нарушено и така и што мене најмногу ме боли како припадник на исламот е што верските обреди кои што децата ги покажуваат на државен празник, значи децата облечени во друга облека кои што се вртат околу Кјаба, е државен празник во Република Македонија, тоа е Курбан Бајрам, каде што го празнуваат тој ден, беше во некои медиуми дочекано со многу погредни зборови. И фактички беше прикажано некако на некој начин му се судеше на исламот, дали исламот кога го практикуваат деца представува некој култ кој што треба да го осудиме или представува идентитетска обележа на тие деца, што тие деца се малтене муслимани, од тоа не бегаат. И тоа, мислам, повеќе реакцијата што се доби од сликите или на пример марамата, нели деца, малите девојчиња со марама беа ставени и тоа беше исто така дочекано како родителите ги тераат во тоа училиште, ги присилуваат да бидат облечени така, што понатаму имаме мајца каде што тие слават албански празник и тоа не беше од ниеден аспект објаснувано зашто носат албански мајчки, но марамата беше проблематична, иако знаеме и тука се покажува големо непознавање на нашата религија и тоа дека никога се молиме не имаме посебен начин на облека. Дури моите една годишна ќерка кога јас се молам, таа зима пешкири, доаѓа и се моли бидејќи инстинктивно доаѓа да бидејќи ја гледа нејзината мајка. Значи тоа е облека која ние носиме при верски обреди, значи при молитва, и тоа не е присилување, туку тоа постои со векови наназад посебен начин на облека. Така да повеќе ме загрижуваат тие два моменти кои што единствено има прилика да ги видат граѓаните од таа едукативна институција и кои беа дочекани на така многу, можам да кажам, начин да ние дојдеме во ситуација да се браниме, а при тоа ние од исламската заедница не добивме поддршка, можеби медиумите ја скратија нивната изјава, но во еден случај не дојде како бранители на тие институти кои што се воспоставени, тоа е аджилакот и молитвата, кои што се столбови. Змијанат, се нарушени ли се детските права? Еве тука зборуваме, Мерсиха зборува за само можеби еден ден во кој што бил празник, но што доколку постојано секојдневно се организира таа верска настава? Дали во тој случај се нарушени правата на децата? Прво да кажам дека предучилишните установи се воспитно-образовни, не религиозни институции и тие се под надлежност на Министерството за труд и социјална политика.
Во овој случај, мислам, родителите се само организирале и формирале здружение на граѓани со воспитувачи кои имаат искуство за работа со деца и одбрале форма на дневен центар, каде што покрај воспитно-образовната компонента и многу мал процент посветуваат и на верски практики. Она што е спорно во цела оваа ситуација, дали когнитивната зрелост на децата е соодветна да се почне на толку рана возраст. Меѓутоа, ако ја практикуваат децата религиозните обреди и практики во семејството, веројатно родителите сакале да го практикуваат тоа и во овој така наречен едукативен центар, кој е составен дел од Сдруженијето Пчела. Тоа што треба да се утврди, веќе просветниот инспектор во Министерство за образование е во тек, дали образовната програма соодветствува да се занимава ова Сдружение на граѓани со деца, а при тоа да нема сомнеш дека тука има скриен облик на радикализација, на екстремизам, на манипулација и злоупотреба на децата по било кој основ. Родителите јасно кажаа дека ова е нивно здружение, тие дури самите го финансираат. Јас бев денеска со моите колеги од детската амбасада Мегеше на лице место и имав пригода да ја видам, да го видам ова здружение кое функционира како здружение на граѓани. Тие имаат намера да аплицираат до Министерството за труд и социјална политика да добијат лиценца за градинка. За тоа дали ги исполнуваат критериумите и условите, треба да каже Министерството за труд и социјална политика. Она што исто многу е важно, дека децата беа злоупотребени на социјалните мрежи без превес и многу грди зборови и говор на омраза забележавме на социјалните мрежи врз основа на нивниот начин облекување и облека. Генерално сакам да упатам апел дека луѓето не прават по тоа како се облекуваме, туку кои сме и како вредностен систем имаме како луѓе. Забележав голем анимозитет и исламофобија и суди на атеисти против агностици, против разни религии. Треба да ја тргнеме религијата да се изучува во религиозните објекти. Тука треба ИВЗ, МПЦ и Католичката црква да се произнесат, а Министерството за труд и социјална политика треба да гарантира дека воспитно-образовниот процес се изведе под нивна контрола. Дали ќе дозволи Министерството за труд и социјална политика во иднина да се формираат религиозни градинки со католички, исламски православен презнак, тоа веројатно ќе остане на Министерството за труд и социјална политика ако ги стави под државна капа, што мислам дека не е во ред, затоа што државата треба да гарантира секуларизам, евентуално да им овозможи под како приватни градинки. Меѓутоа пак ќе кажам, во цела оваа ситуација е спорно на тоа колку децата имаат когнитивен развој да можат да восприемат религија на толку мали нозе и затоа треба да кажат педагозите, психолозите и социјалните работници. Вие знаете дека во Македонија се воведуваше и веронаука, каде што беше факултативна и родителите доброволно ја бира веронауката како предмет. Има луѓе кои не сакаат децата нивни да посетуваат веронаука, така да повторно ќе кажам, ова се семени вредности, семејството и родителите во овој случај се гарант за одговорноста што се случува со децата во Сдруженијето на граѓани Пчела. Значи, они свесно и одговорно, намерно, самите го партиципираат и го финансираат ова здружение и они го третираат на некој тип како градинка, со работно време од 8 до 16 часот, со некаква програма, која, повторно ќе кажам, треба Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование да извршат увид дали навистина има сомнеш за верска индоктринација и злоупотреба на децата. Но она што се отвори како прашање е дали се доведува повторно сега она за што зборуваше измијанат секуларноста на државата во прашање. Да, значи дефинитивно во нашето општество постои една дилема што представува секуларноста, бидејќи мислам дека во изминатиот период тие поими се малку измешани. Се додека имаме празнување на одредени празници во одредени градинки, се додека имаме иконографија во некои државни училишта, се додека се окей беше прифатено да еден верски празник во Водици биде визуелно прикажан во државна градинка и тоа не беше толку дочекано оштро колку што беше дочекано ова што се случува со институцијата Блета. Мислам дека луѓето имаат проблем да сватат. Значи јас можам да кажам чисто од уставен аспект што значи секуларноста и за која што јас се залагам е тоа чиста одвоеност помеѓу државата и верските институции. Тоа што во прилика јас немав можност да го видам во изминатите години. Значи имаме отварање на државни институции кои што се темелите се осветлуваат со
припадност на одредена верска заедница е присутна само тука. Така да мислам дека со здруженијата на граѓани кои што имаат право да имаат статут и да имаат цели задачи, но во Република Македонија имаме закон за верски заедници каде што целата верска програма и целата верска едукација е под надлежност на верските институции. Така да исламската верска заедница има право законско да отвара градинки кои што ќе имаат таков елемент, но секако материјалот за едукација или целата програма се праќа во Министерството за труд и социјална политика кој што ги поминува тие филтри. Таков е законот за градинки за претшколски установи. Овде стануваше збор малку и за нелегална градинка која што немаше документација. Да, се докаже дека не е, нели, денеска просветниот инспекторат, како што можам да, значи јас велам дека не сум тука под парол или ги немам во раце нивните документи, но имам пријатели кои што своите деца ги носат таму. Тие својата чланарина ја уплаќаат легално преку жиро сметка, што значи дека тоа како entитет, како субјект постои во Република Македонија, плаќаат месечни чланарини, добиваат документи, подпишуваат изјави дека сликите од нивните деца ќе бидат ставени на социјалните мрежи која што веќе 4 години постои Facebook страницата. Но секако сум дека треба во Македонија да постои секуларизација, но ова мислам дека ова што се случи со последните денови е добар потик до министерствата да ги истражат сите тие наставни програми, сите инспекторати да ги проверат училиштата, дали тука имаме злоупотреба на секуларност, дали во некој училиште кој е доминантно на една припаѓа на една религија се дава предност на таа религија во однос на другата религија. Така да секуларноста и како треба да се разговари, да се дебатира, но не при тоа да се напаѓа другата страна која што не верува во тоа што веруваме и ние. Значи јас сум пред да се бориме за правото секој да се изразува како што сака, да си практикува што сака, но без при тоа да им го наметнува на другите нивното размислување, видување или нивните пракси, како што имаме прилика да тие деца ги сметаме како можни, имаше некои портали кои што ги земаат тие слики, тие деца ги злоупотребуваат, кажувајќи дека оваа пракса наликува на некои екстремни струи и слично, тоа 1 милиарда луѓе во светот го практикуваат. Така да и како мислам дека ќе треба да се направи еден убав филтер што представува секуларност во Македонија и кои практики во минатите години ја нарушија секуларноста. Тука имаме комисија за односи со верските заедници која што мислам дека во иднина треба да почне да функционира и да излегува со конкретни анализи и мислења како да се одвои државата од религијата. Да, и тука се наметнува повторно се враќаме на истото прашање, дали вероисповеста треба да се најди во предучилишната возраст. Повторно ќе кажам, иако конвенцијата гарантира вероисповест и уставот и универзалната декларација за човекови права, многу е важно да утврдат педагозите, психолозите и социолозите на која возраст децата ќе ја восприемат религијата и која одговорност ја имаат родителите во однос на тоа. Ако родителите дома ја практикуваат одредената религија, секако дека тие вршат влијание на своите деца во однос на практикување на истата. Но едно е да се практикува во религиозни објекти, друго е да се практикува во воспитно-образовни институции и повторно ќе нагласам, тоа треба да се разграничи. А ако ИВАЗ смета дека треба да отвори училишта за изучување на верата, тогаш треба тоа да се изведува веројатно во исламската верска заедница, во Македонската православна црква и во ако се формира нова форма на религиозни градинки, тогаш МТСП треба да се произнесе дали е соодветно децата да учат на посебни религиозни градинки, католички, православни или муслимански, и дали тоа планира да го финансира или тоа ќе биде под капата на приватна градинка, или пак, како што Мерсиха кажа, да се формира здружение на граѓани кои се незадоволни можеби од овие три официјални, да кажам, ИВЗ, МПЦ и Католичката црква, па си наоѓаат некоја форма каде што ќе ги практикуваат и дел од верските обреди во така наречени неформално здружување, како што е овој едукативен центар во Газибава. Јас повторно сакам да кажам, не смееме да дозволиме да атакуваме врз децата и мора да бидеме внимателни кога споделуваме слики со нив, тие да бидат под превес и да внимаваме како се однесуваме кон било која друга различност поинака од нашата. Треба да имаме разбирање, затоа што Македонија не само што мултикултурна, и мултиконфесионална, и дека на ова прашање не смееме да му дадеме презнак на екстремизам, на фундаментализам, на радикализам, на верници и неверници, на атеисти, агностици или не знам што. Едноставно треба да се стави под надзор ова здружение на граѓани, да се утврди дали тие навистина имаат пред се презнак на религиозен
дел од нивната програма или е воспитно образовна со една многу мала компонента и на практикување на верските обреди во согласно со детската возраст. Али пред се ќе кажам одговорноста имаат родителите. И согласноста имаат родителите. И се што се случува во ова здружение паѓа на одговорност на родителите. Денеска МВР излаза со соопштение во случајот, па во еден дел се вели дека соочени со зголемени трендови за обиди за радикализација на младата популација. Постои ли вакво сознание кај вас како организации кои што сте натерани? Кај нас до сега нема дојава ни на СС телефонот, ни некој да пријавил дека има обиди за радикализација на младите и во воспитно-образовниот и во неформалниот простор. Не знам од каде овие информации, веројатно, ние знаете, мигрантската криза веќе минува, имаше толку сомнеш во Македонија дека ќе се исламизира Македонија, дека ќе прими огромен број на бегалци, тие сите транзитира од Република Македонија, мислам дека има само 4 баратели на азил. Значи, не Македонија е интересна за тој тип на действување, така да, веројатно МВР може има други информации, јас за тоа немам информација. Сите тоа што стои во реакцијата на МВР се некои современи трендови за кои што жал во Европа многу често се случуваат и не можеме да ги негираме, дека постојат такви процеси, но треба да разбереме дека Балканот не е тло за такви поместувања, бидејќи ние во Македонија, исламот во Македонија и практикувањето на оваа религија е стара повеќе од 7 века. Значи, ние имаме институции, имаме објекти верски кои што сведочат за постојањето на исламот многу подалеку. Така да мислам дека Балканот никогаш не ни подлегнувал на вакви струи, иако мислам дека од 2001 постојано се зборува за тие такви радикални моменти, струи, напади, но еве гледаме дека Балканот ништо се нема случајно и денеска Балкан останува како нешто да сведочи каде што функционираат нормално сите тие религии, ако си има своја минато со војната која што се случи во Босна и околу, но сепак можеби да, што вели господинот Драги, дека МВР има некои своји сознанија, дека нешто се случува, некои разбранувања, но она што јас сум дел од таа заедница и живеам во насобла каде што се наоѓа и самата Искотиниот центар Блета, ние не можеме да приметиме дека има некој такво вид на радикализација. Она што мене како родител најмногу ме загрижува се лошите услови во градинките и лошите услови во училиштата, каде што децата немаат двор да се играат, за разлика во оваа институција, во овој каде што има двор, дворовите се полни со ѓубе, оградите се испокршени. Значи, моментот не е тоа надлежност на МВР, тоа е надлежност на Министерството за труд и социјално, Министерството за образование, да ги посети сите тие институции, да види каде нашите деца учат и дали може да допринесе таквите лоши услови во тие училишта, да тие деца едноставно не сакаат да идат во училиште или некакви други девијации да се развијат кај нив. Но од радикализација мислам дека се зборува веќе 20 и неколку години во Македонија, а немаме никаков некој конкретен за среќа пример нека нешто се случило. Така да мислам дека МВР можеби би требало да излезе со една анализа, бидејќи споминува институции кои што работат на превенција и на радикализација, да с конкретни бројки, статистики. Има ли соодветни механизми за да се превенира можеби таквата состојба? Па нели пред 2 години мислам дека повеќе неколку години се изгласа законот за учество и за потекнување во странски војски. Законот, каде што имаме и македонски граѓани кои што одржуваат затворска казна, бидејќи учествувале или потекнуле се учествува во странски војски, конкретно со војната во Сирија. Така да мислам дека тој закон имаше за цел да превенира, колку не знам, немам надлежности дали колку спречувања на движење низ границите успеала Македонија да спречи или не знам како, но дефинитивно тој закон исто така беше заради бегалската криза која што Македонија соочи, но 2017 година сме, а бегалската криза помина, повеќе од 1 милион бегалци поминаа низ Македонија. Не се случи ништо, така да ако имало некакви механизми на превенција, очигледно биле успешни. Јас би додал тука, Македонија, како што кажав, е мултикултурна и треба да се гради заедништво уште од најрана возраст, кај децата уште од градинка, основно средно училиште, преку програми каде што ќе бидат сплотувачки, каде што ќе бидат прифатливи за прифаќање на различните поинакви од себе. Градење култура за мир, градење култура за прифаќање на различностите. Градинката е идеална можност кај што децата ќе може да се спознаваат себе си и ќе може да градат едно заедништво. И навистина Министерството за труд и воспитувачите кои работат во градинките имаат многу благородна работа и мислам дека треба да се посвети повеќе на образование и воспитување, а пред се, а потоа и на другите потреби кои ги имаат децата.
Колку е квалитативна таа програмата, која што и квалитетна мислев колку е програмата која што ја имаат сега? Она што морам да кажам, бидејќи работиме со градинките веќе 4 или 5 години во повеќе градови во Македонија, забележувам дека веќе родителите не прашуваат само дали моето дете денеска добро јадеше или добро спиеше. Значи прашуваат дали имале образовни содржини, забележуваат промени во воспитувањето кај детето, одредени животни вештини и навики, и морам да ги пофалам градинките дека навистина посветуваат внимание во однос на таа компонента. За условите во градинките, кои што кажаме мерсиха, не сите градинки имаат навистина квалитетни услови за згрижување, чување и воспитување, што значи дека треба да се инвестира повеќе во буџетот. И она што морам да кажам, за решавање на проблемот со сиромаштија, неписменост, злоупотреба на деца и детскиот труд, градинката е идеална можност децата се отргнат од улиците и да се вклучат на време во градинките. Ние долго време заговараме дека е право време децата да почнат во градинка да биде задолжително од 3-та година и дека државата треба да отвори буџет за ранливи категории на деца кои не можат да идат во училиште, затоа што знаете дека листата на чекање на родители е долга во градинки. Градинките се пребукирани, наместо да бидат 20 до 24 се на 30 во една паралелка и воспитувачите не можат квалитетно да обрнат внимание на воспитувањето на децата и дека тука фокусот треба да го стави Министерството за труд и социјална политика ако сака да имаме квалитетно воспитување и згрижување во предучилишното образование. Каде најмногу се прекршуваат правата на децата со оглед дека вие ги исклучени деца од градинка. Значи деца кои се исклучени од градинка се потенцијални жртви на криминални банди, на злоупотреба на детскиот труд, деца кои ги гледаме секојдневно на крстосниците, деца чиј труд се злоупотреба, деца кои питачат и деца кои се занимаваат и ги подведуваат на проституција и на трговија со деца. Значи тука дури има организирани криминални банди кои тргуваат со децата. Значи има многу работа и треба тука навистина и Министерството за труд и социјална политика и образование, ако веќе задолжително основното образование, првите 5 се најважни во свет, ние ако ги пропуштиме децата во првите 5-6 години и не ги вклучиме во градинка, сме пропуштили таа генерација да ја образува. Сиха нов бегалски бран и дали Македонија е подготвена за евентуално такво нешто? Мислам дека и тоа го имавме на последната апсолутно случување како Здружение Легис, кажавме дека ја следиме будно ситуацијата како на жариштата каде што војната не престана, туку напротив се разборува, исто така и промените на политиките во Европската унија. Се повеќе членки на земјите на Европската унија кои што беа најголеми приматели на бегалците веќе одат кон рестриктивни мерки на промена на законите, каде што нагласа политиката станува не толку добре дојдена за бегалците. Така да мислам дека и Македонија, која што веќе има неколку километри долга ограда на својата територија, е во служба на Европа и штитењето на границите на Европа, така да мислам дека Македонија нема да се соочи со нов бегалски бран, бидејќи ни Европа веќе не го очекува тој бегалски бран, и веќе е јасна политиката и почнуваат првите процедури на Даблин 3, каде што бегалците се враќаат во Грција, бидејќи таму побарале прво азил, Белгија, Холандија се првите земји каде што тоа е приметено и ги враќаат во Грција, или афганистанците ги враќаат директно во Афганистан. Така да веќе со сите тие политики се испрати таа една порака, но она што Македонија ќе го научи, мислам дека е како да се, ако се случи како да постапиме. Знаеме дека и повторно вчера изгледа таа фрапантна бројка од 65 непридружувани малолетни деца кои што се исчезнати. И секако Македонија има своја одговорност, да не забравиме дека 14 афганистанци кои што загинаа во април 2015, половина од нив беа малолетници. А со затварањето на бегалската рута Македонија повторно ја врати старата пракса, каде што бегалците чекорат пеш низ Македонија 7-8 дена, каде што повторно се мета на криминални групи, каде што повторно криумчарскиот бизнис цвета, бранејќи нешто што Македонија се врзала да го брани правата на бегалците. Македонија тоа го забрани, а им дозволи на криумчарите тој бизнис да цвете, и гледаме дека во Ваксинци имавме претходно завчер. Се носи една нова стратегија од страна на Министерството за труд и социјална политика, се собираат повеќе мислења околу бегалците и третманот. Да, беше интересна реакцијата на луѓето, како да едва чекаат нешто негативно да гледаат. Ова е втора стратегија. Првата заврши во 2015 година.
Значи, веќе имаше една стратегија која што претходното министерство ја има донесено, таа стратегија заврши како се постепи трансферот на бегалци, која што воопшто не беше дојдена во пракса. Ова е само надоврзување со еден простор, со еден вакуум простор од година дена и доаѓа новата стратегија од 2017 до 2020 како ќе Македонија ќе постапи со тоа што веќе имаме искуства, веќе имаме практики кои што се воспоставени и веќе имаме поединци кои што можеме да ги контактираме како експерти. Која првата се менува во новата стратегија? Значи интеграцијата е дадена на по-сериозен принцип и вклучени сме и ние како граѓански сектор со своји, значи се уште стратегијата не излезла, туку ние како граѓански сектор имаме можност да се изјасниме во идните денови што ние сметаме дека Македонија треба да направи, исто така да ги детектира соодветните министерства кои што треба да бидат надлежни при интеграцијата на бегалците. Не е веќе само едно министерство или не е веќе предпоставки дека некој треба да биде вклучен, туку конкретно се детектирани секоја институција како треба да постапи и се повикува на одговорност со закони и со правилници и како во секоја ситуација треба. Така да Македонија има капацитет, дефинитивно се покажа дека имаме експерти. Така да мислам дека не е ништо страшно, не е дека ќе дојдат, милион помина, четворица остана, така да не е страшно. Важно, сакам да ја надополнам Мерсиха, не само Македонија, сите земји во Европа треба да одговорат на три клучни моменти во овој бегалска криза. Прво, да се соединат семејствата. Второ, да не се дозволи влез без придружба на старател. И трето, се пронајдат 10.000 деца кои се грабнати, киднапирани и исчезнати. Значи, тука има работа за сите држави членки, подписнички на Конвенцијата за правата на детето и навистина е страшна и поразителна бројка што Европол ја кажа, а премолчуваме преку тоа и тие деца не можеме се уште да ги најдеме. Ни да ги најдеме, ни да ги споиме со семејството. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот на Телевизија 24. Благодарам.